Поштован заменик министер, само на кратко, бидејќи кажавте дека најважно е со овој анекс, и јас кажав дека можеби тоа е позитивно, дека се одложува само рокот на реализација на градежните работи, но тука не го зедовте во предвид дека некој трпи последици и трпи штети од нереализирањето на овој автопат и на ова автопатско решение. Како што кажав и во мојот говор, значи трпи стопанството, трпи туризмот. Покрај тоа што трпат сите граѓани што патуваат натаму, но трпат и стопанството и туризмот. Дали со одложување на рокот на реализација на овој автопат за 2 години, дали сте ги пресметале колку тоа ќе има штета на стопанството и колку тоа ќе се одрази и ќе има штета на туризмот. И дали ќе ги субвенционирате и ќе му помогнете на стопанството и на туризмот да му ги надоместите штетите што ќе настанат во овие 2 години неработење и нефункционирање, да речем, на оваа влада и на ова министерство, затоа што во овие 2 години ќе настанат штети, дали ќе му ги надокнадите на стопанството и на туризмот тие штети што ќе настанат во следните 2 години. И благодарам. Благодарам. Дали